Ако коронавирусот продолжи да се шири, последиците врз бизнисот ќе бидат несогледливи, алармираат бизнисмените од Балканот. Компаниите веќе трпат штети, намален е бројот на порачки, стоките тешко стигнуваат до крајните дестинации, камионите чекаат со часови на граничните премини, а туристичките агенции ги откажуваат аранжманите. Од Стопанската комора на Македонија велат дека секојдневно будно ја следат ситуацијата. Економијата допрва ќе претрпи ако коронавирусот се прошири во европските држави. Тогаш најмногу на удар ќе биде македонскиот извоз. Нас не загрижува проширувањето на тоа према нашите партнери, кои што се како земја, бидејќи 80% од производството од извозот ни оди во земјите на Европската Унија и тука би имале сериозни потешкоти, а тоа е во најголем дел во сите земји. Во Црнагора, една од двете држави на Балканот каде се уште не е забележан случај на коронавирус, веќе се забележуваат првите штети. Голем број на крузери овој месец нема да се укотват во пристаништето во Бар. Туристичките аранжмани за летната сезона засега не биле откажани, но ако вирусот се прошири и во оваа држава, бизнисмените стравуваат дека ударот врз овој сектор ќе биде огромен, а државата ќе треба финансиски да помогне за излез од кризата. Во овој години е било уговорено улазак 550 крузера за преку 700.000 путника. За оваа година беше договорен влез на 550 крузери со 700.000 патници. Во наредниот месец ќе нема влез на бродови. Тоа се веќе сериозни економски штети. Откажани се и авиолиниите. Се надевам дека во туристичката сезона ќе влеземе без опасноста од коронавирусот. За сега не се откажуваат аранжмани. Јас видов дека во Италија нивната влада веќе реагираше и одвои пари за нивниот туристички сектор. Ние се уште немаме таква потреба, но ако има, владата треба навремено да реагира и да има разбирање за туристичките работници. Во Србија поради коронавирусот досега се откажани 80% од туристичките аранжмани во февруари и март, особено оние на туристи од Кина, но и од други земји. Во Албанија во лоша состојба се чевларската и кожарската индустрија, бидејќи прекинато им е снабдувањето со суровини, а главно извезуваат во Италија. Регионалните берзи денеска се стабилизираа по огромниот пад во последните неколку дена.